И велам добре дојде на универзитетската професорка Елена Вчкова-Бебековска од Институтот за физика. Професорке, зборуваме за една природна појава, објаснета како феномен, пред 3 ноќи беше многу актуелна, зборувана, ширена на социјалните мрежи. Беа објавувани фотографии не само од поларните предели, каде што е карактеристична таа поларна светлина, туку и на Балканот. Како, зошто се случува тоа и зашто станува збор? Тоа е поларното светење, кое што е карактеристично за поларните скандинавските земји, за Русија, за Канада, но не е карактеристично да го се наблюдува тука и самото поларно светење всушност настанува поради активноста на сонцето. Сонцето кога е во максимум на својата активност исфрла сончева маса од својата корона, таа сончева маса стига до атмосферата на земјата и во зависност од тоа какво е магнетното поле на таа сончева маса, и магнетното поле на земјата, доколку имаат спротивни насоки во тој момент кога стигнува активната сончева маса, се појавува тоа поларно светење. Тоа поларно светење е всушност возбудување на елементите на кислород, ионизирање на елементите на кислород и на азот, и при премин од едно во друга состојба тие елементи всушност се појавува светлина која преминуваат од едно во друго ниво, енергетско ниво, исфрлаат енергија и таа енергија се гледа како светлина. Тоа е всушност поларното светење. И карактеристично е повеќе за северните земји, затоа што таму тоа поларно светење настанува на некоја височина од околу 240 километри од површината на земјата, каде што има возбуден и тоа сино-зеленкаста боја е возбуден. Гледаме на екраните розе, црвеника, да, розево, зелено, да, зелената и црвената, зелената и сината боја всушност се должат на возбудување на атомите или ионизирање на атомите на азот. А црвеното, кое што беше забележано на овие простори кај Балканот, всушност се должи на ионизирани атоми на кислород, и тоа настанува на повисоките делови од атмосферата, на околу 300 километри височина од површината на земјата. И кај нас во овие предели, доколку се појави вакво светење, тоа може да биде само црвена боја. Не може да биде зелена, ниту сина боја. Тука е прашањето. Како оваа поларна светлина, како што велите и самата карактеристична за северните, поголемите географски ширини, така, степени на географска ширина, значи за Скандинавија, како што рековте, Канада, Аљаска, Сибир горе, оваа година успеавме да ги видат и жителите на некои балкански медитерански земји, значи долу на југ, нели Македонија е на меѓу 40 и 42 степен на географска ширина. Се тврди, односно имаше фотографии на социјалните мрежи дека и од Свети Николе, односно од Велес, од некои позиции можело да се види овој феномен. Јас лично ниту јас не успеав тука да го забележам, но верувам дека има луѓе кои го забележале. Тоа се јавува, всушност се јави во неделата наутро и навечер наутро, после 12 часот, и всушност можеше да се наблюдува ако се гледа кон северниот хоризонт. Значи, насочени, за да се види северното светење, треба да биде погледот да биде насочен кон северниот хоризонт и од некоја поголема височина да стои, значи на некоја планина, на нешто така подалеку од центарот на градот, бидејќи светлината на градот сепак не би ни дозволила ако сме во градот да го наблюдуваме. Така да, верувам дека може, јас не бев свидетел на вакво нешто, но верувам дека има луѓе кои биле, затоа што знам колеги во Бугарија кои биле свидетели на вакво нешто, така да нема зашто да не бидат ни тука. Знам во Словачка многу дека изразено било. Штом се појавило на тие краишта, не е исклучено да се појавило и кај нас, да го виделе кај нас. Да, како што спомнав, мора да биде црвена боја, затоа што со оваа географска широчина фактички тие ионизирања на кислород може да станат само на таа височина од 300 километри, заради тоа од површината на земјата, и заради тоа може да биде само црвена боја. Зелена боја кај нас не би можело да наблюдуваат. Така. Не, прашањето беше зошто веројатно е тоа циклус на сонцето кој се случува постојано. Така, да. Меѓутоа, одредени години ова е видливо и забележливо, може да се наблюдува само од северните предели. Така, на одреден број години може да се види и на Балканот. Последен пат било во 2003. Така.
Значи 20 години подоцна, на што се должи и има ли некој разумен, односно регуларен рок на кој како циклус се врти или нема правило? Нема правило за тоа кога ќе се наблюдува. Има правило за активноста на сонцето и тоа е поврзано со активноста на сонцето и кога сонцето ги исфрла тие, да речам, таа плазма од својата корона. При забележување на вакво избувнување на сонцето може да се претпостави дека ќе има таква бура и доколку геомагнетна бура се нарекува таа и доколку таа е доволно силна геомагнетна бура, тогаш би можеле да наблюдуваме. Оваа геомагнетна бура беше многу силна, таа е на болометрична скала се мери од 0 до 9 и се преценува дека овој пат беше околу 8 и беше вредноста, потоа ја коригира на 7,5 вредноста. Така да, ако е доволно силно тоа избувнување од сонцето, тогаш би можели и ние да го забележиме. По на југ се симулира. По на југ, на појужните географски широчини би можело да се забележи, доколку избувнувањето на сонцето е многу силно. Инаку, за секој избувнување на сонцето, за помалите избувнувања, само северните делови би можело да ги наблюдуваат и реално повеќето избувнувања се многу помали од тоа што беше сега и затоа имавме можност да бидеме свидетели на вакво нешто на југ. Дали тоа значи дека тоа избувнување на сонцето било многу силно и предизвикало силна магнетна бура? Точно така, да. Се должи на односно последица на тоа е и жешката 2023 која се карактеризира како една од топлите во историјата на откако се мерат температури. Точно не се поврзани, може да бидат, но не се точно поврзани. Значи избувнувањата се моментални избувнувања кои што настануваат и имаат влијание во наредните 2-3 дена. Тоа избувнување, таа маса доаѓа наредните 2-3 дена и после си заминува затоа што активноста на сонцето реално сега е намалена. Одма после тоа наредниот ден беше 4, факторот беше 4, така да тоа избувнување не влијае во долгорочен план. Но избувнувањето на сонцето, да, и самото сонце, топлината ни доаѓа од таму, претежно се поврзува со температурата, со тоа озонската обвивка на земјата и со тоа како е заштитена земјата, озонската, дупките во озонската обвивка за температурите кои што се зголемени во овој. Така, а дали силната магнетна бура, видливоста на поларната светлина и на југ може да навестува, како што некаде може да се прочита, и силна, односно голема и долга и студена зима? Дека тоа е на некој начин навестување дека престојната зима ќе биде многу студена? Не се поврзани, не се поврзани овие две овој феномен всушност со климатските промени на земјата, да. На метеоролошко предвидување каква зима може да не очекува. Не се, повеќе тоа како природен феномен кој што се наблюдува и реално трае тој период само од неколку дена. Повторно и светлината, не само станува геомагнетна бура, викаме, на обвивката на земјата и всушност после кога ќе се намали влијанието на магнетното поле од масата од короната од сонцето, после тоа си останува магнетното поле на земјата такво какво што било претходно, се демагнетизира, да речеме, така да си остануваат работите како не променете, се променете само за моментот кога е избувнувањето на сонцето во тие неколку дена. Рековте дека станувало збор за силна магнетна бура, точно над така. 8 степени, да, 8, околу 8, да. А скалата е од 0 до 9. Дали таа јачина на магнетната бура може да предизвика оштетување на некакви електрични, телекомуникацијски инсталации? Може и е многу чудно што овој пат не се пријавени оштетувања во телекомуникацијските мрежи од оваа бура. Тоа е навистина чудно, затоа што е многу силна бура и се очекува да има проблеми во било какви телекомуникацијски или радио мрежи. Сега јас не сум толку патена во индустријата на електрониката и тие работи, претпоставам правото заштитни, се развиени некои заштитни. А врз што може друго негативно да делува? Дали, например, врз авиотранспортот, например, врз нормалното одвивање на авиосообраќајот? Доколку да, со некои радиобранови додека се работи, но претпоставуваме толку напреднато да има заштита за овие работи, за кои што јас не знам како, нели, во поново време како се работат, но да, реално би имало во сите радиобранови каде што се зрачи електромагнетно зрачење каде што има при пренос на телекомуникацијски врски може да има прекини. Се очекува при магнетна бура да има прекини, ваква геомагнетна бура на земјата да има прекини, со тоа што
ме прашува и врз човекот дали може да има влијание, врз човекот не може да има влијание. Воопшто не може да се осети таа промена на магнетното поле на земјата за време на геомагнетната бура. На ниту еден начин да го почувствува тоа човекот, освен да го наблюдува со око феномен. Така, да. И да се радува на феноменот, дека бил свидетел на таков феномен. Кога се подготвував за разговорот, најдов податок дека една од најсилните магнетни бури, што ја предизвикува оваа поларна светлина, се случила во 1859 година, историски гледано, во САД, и во некои од северните градови на Соединетите Американски држави, во еден час од после полноќ било можно да се чита весник само врз база на таа светлина што било толку. Да, и тогаш има страшен прекин во сите телекомуникацијски мрежи за телекомуникација кои ги имале во тоа време. Сега тоа викам останато не знам колку часа без воопшто да имаат, без да има некаква телекомуникацијска врска. Меѓутоа телеграфите во тоа време работеле на батерии. Имало и обратен ефект, освен оштетување, правеле и обиди да ги заменат батериите, односно телеграфот да работи на база на енергијата што ја дава оваа магнетна бура, и им успеало тоа на неколку часови. Значи, тоа се уште се прави. Јас сега ќе споменам, не е она харп што го поврзуваат со не знам, со некакви конспиративни теории или теории на заговор, што реално не верувам и не е можно. Они тоа прават истражувања преку кои всушност сакаат да видат како ни е оваа енергија, зашто тоа е огромна енергија која што доаѓа од сонцето. Таа голема маса од сонцето не носи голема енергија. Прават истражувања не се само во Америка, како што се теориите на заговор ги има и во Русија. Како таа енергија ние можеме да искористиме понатаму. Ние треба да можеме и да искористиме таа енергија затоа што сме во недостаток на енергетски извори. Знаеме дека исчезнуваат енергетските извори, треба да бараме нови енергетски природни извори. Ова е еден начин на нов енергетски природен извор, само треба да научиме како да го искористиме. Во секој случај е некој вид на светлечко тело. Така. Дали таа бура во 1859-та била посилна од оваа сега? Мислам да. Според тоа што да. Веројатно таа била максимумот према кој сега се одредуваат другите. А науката и технологијата била далеку зад нас, заради тоа се случувало така како што се случува. Дека добро, ако генерално го објаснивме овој феномен, односно оваа природна појава, ваша специјалност е и настанокот и еволуцијата на Вселената. Така. Бевме сведоци во изминатите години, постојано тоа од време на време се случува, како некој метеор поминува во близина на нашата планета, во орбитата, веројатно. Дали еволуцијата, односно она што се учи, што се проучува и она што до кое науката може да стаса, укажува на тоа дека овој живот каков што го живееме, како што го познаваме, односно ваквиот универзум и човештвото еден ден може да биде погодено од метеор, планетата да ја уништи, да бидеме уништени како цивилизација од удар на метеор? Да, не сакам да ги плашам граѓаните, но да, е веројатно и тоа е еден дел и од моето истражување базирано на тоа. Тоа се метеорите всушност настануваат од астероидни или од комети потекнуваат, а астероидите се каменести тела кои што може да навлезат во земјината атмосфера и да ја погодат земјата, тогаш ги викаме метеорити кога паднале, а во самото паѓање низ атмосферата се нарекуваат метеори. Значи тоа се камења кои што кружат околу сонцето, исто како што планетата кружи околу сонцето, и има такви кои што се нарекуваат потенцијално опасни астероиди, кои што всушност во некој момент нивната патека се пресекува со патеката на Земјата. И овие можат да ја удрат Земјата. Сега повеќето, тоа што знаеме, дека повеќето при падот низ атмосферата согоруваат и заради тоа не паѓаат во такви димензии кои што ги имаат пред да навлезат во атмосферата и воопшто можеби повеќето целосно согоруваат, така да не се опасни за Земјата, но во зависност од тоа колкав диаметар имаат, се класифицираат како опасни и неопасни астероиди. Има целкуп такви опасни астероиди и има голем број мисии кои што во моментов се прават за како ние да се заштитиме од овие опасни астероиди. Се верува дека всушност едната од теоријата за исчезнување на диносаурусите е дека Земјата била во тој момент погодена од астероид и поради од голем астероид има таква
и заради тоа исчезнале астероидите исто така, Мексичкиот залив дека е направен од пат на целиот тој круг околу Мексичкиот залив е всушност се претпоставува дека е создаден со паѓање на астероид, а исто така и Челабиска астероидот бевме сведоци и на не знам кога беше не беше десетина, ама години во Белорусија астероид кој што падна, кој што повреди луѓе, има реални повреди, оштетување на коли, повреди на луѓе, така да, тоа е веројатна така, ама има мисии кои што се прават за како да се заштитиме од това. Диносаурусите не може да се заштитат, не знаеле, меѓутоа луѓето работат на тоа. НАСА ги наблюдува постојано така, сите ги следиме овие. Да, и астрономите сите што ги следат. Кој е првата, има некој поголем астероид што кружи или некоја година очекувано време кога би можело да биде некоја потенцијална опасност? Има за секој астероид, тоа се многу, стотици астероиди се. Стотици астероиди, нема класифициран еден како најстрашен. Или од поголем обем. Да, нема некој најстрашен кој што е сега така класифициран, само се група на астероиди, но мисијата сега беше многу успешна мисија, да ја промена траекторијата на овие. Имаше таква мисија DART, каде што беше удран и беше испратено вселенско летало кое што беше насочено кон овој астероид, да го удри овој астероид за да му ја промени траекторијата на движење. И тоа беше успешна мисија, се промени траекторијата на движење така да се прават мисии да дојде таков астероид некако да биде спречен да така што веројатно побрзо ќе создадат одбранен механизам се надевам, него што во блиска иднина не се очекува. Или поверојатно е сценариото човештвото да биде уништено во некоја нуклеарна војна. Можеби, отколку од природен феномен. Со ситуацијата овие денови за жал, Професор, ќе ви благодарам многу за гостувањето во Утринската и за деталните објаснувања. Ви благодарам и на вас.